Ацо Ѓоргиев, роден е 1970 година во Муртино, каде што живее и работи. Завршил гимназија во Струмица. Забележува дека не се сите луѓе само зборлести, туку има и луѓе од збор. Пишува и објавува хумористични текстови повеќе години наназад и се изградува како добар афористичар. Објавува во повеќе електронски медиуми. Застапен е во антологијата на македонскиот афоризам. Неодамна ја издаде првата книга со афоризми. Добро вечер. Еве за почеток неколку животински афоризми. Не е точно дека само животните страдаат од луѓето. И луѓето страдаат од некои говеда. Не секогаш вреди да се понудиш да бидеш жртвено јагне. Подоцна ќе сфатиш дека се испадал овца. Во Македонија мораш да работиш како коњ, за да не живееш кучешки. Психолозите тврдат дека во Македонија владее апатија. Да бидам искрен, иш не ми е гај. Оние кои што спијат по цел ден, сигурно сонуваат како да се збогатат преку ноќ. Живеењето во Македонија е вистинска казна. Сите други казни се само бутилски приход. Јас ќе прочитам неколку афоризми од книгата на Врлото Плука. Не знам во кој круг од пеколот ќе бидам, ама знам дека во триаголникот на Мара се чувствувам рајски. Жената можеш да ја читаш како книга, ама само кога ја познаваш уште од времето кога била буквално. Еманципираните жени немаат влакна на јазикот, освен понекое срамно. Не ги чувам веќе парите под певенца во спалната соба. Се плашам да не ги најде комшијата. Ја сакаше безрезервно, а потоа си најде и резервно. Жените се како ракиите, од секоја различно те боли главата. Да не ја фали само тој неговите комшики, ќе каже не се за мојата. Мојата комшика е риба и пол. Колко е стара? Сметам за риба и пол, а комшијата за сон. Безбедносната ситуација во државата е стабилна. Се подпира на луѓе кои седат на две столчиња. Една многу важна порака ќе ви пратам, вечерва, така. Помогни му на своите ближњани. Оти, кога тебе ќе ти треба помош, тогаш нема да можеш да му помогнеш. И уште еден. Во виното е вистината, во кафето озборувањето. Благодарам.